Од 1 јули почнува пријавувањето на бруцоши на Универзитетот Гоце Делчев. Места има за 3800 студенти на 90 студиски програми на 12 факултети и 3 академии. Сите оние заинтересирани студенти може да влезат, да направат свој профил, да ги внесат основните податоци, да ги внесат своите документи во форма дали скенирани или сликани и сето тоа да го поднесат за да ние во летниот период успееме да го прегледаме и да бидат спремни тие студенти за почетокот на уписите во август. Рамноправен третман ќе добијат сите кандидати, и оние со, и оние без државна матура. Нема никакви проблеми во однос на рангирањето, значи сите се рангираат без разлика дали имаат државна матура или немаат. Значи ниеден кандидат нема да биде оштетен, туку сите се ги внесуваат своите оценки, тие што се пред 2007 и 2008 и тие што се 2019 година ќе бидат рангирани во однос на успехот од нивното образование, а другите ќе бидат рангирани во кои што ќе бидат вклучени и предност од нивната матура, но сето тоа не им дава некоја предност затоа што во системот се рангираат исто. И годинава се очекува помал број на запишани студенти, бидејќи секоја година бројот на завршени матуранти драматично се намалува. Анализите се правени оваа многу интересна година затоа што има многу мал број на завршени средношколци. Некаде во државниот испитен центар се пријавени околу 13.000 и нешто. Тоа е многу мала бројка во однос на претходните години. Од 2012 кога биле скоро 19.000 средношколци, сега бројката се намалува секоја година по околу 1000 средношколци. Од Универзитетот Гоце Делчев подсетуваат, идните студенти на располагање им стојат 60 стипендии од Филолошкиот факултет, со кои се покриваат трошоците за студирање во прва година на кои да е од факултетските групи. Дополнително, уште 6 стипендии веќе се доделени на средношколци кои освојаа награди на конкурсите распишани од факултетот.